Добре дојдовте. Ова е последната епизода од 1-1 за оваа сезона и колку сме тажни, толку и сме срекни, ама како и да е сме многу лабави, како што впрочем забележувате. Да сидат, седат во тревите, твитаат и некои такви работи. Но сепак морам да признам дека сме повеќе тажни, бидејќи си поминавме убаво оваа сезона, имавме фантастични гости, се забавувавме, се надевам да вие се забавувавте со нас. Пред да почнеме со оваа емисија што ја викаме као Best of, најдоброто од цела сезона, морам да се благодарам на некои луѓе, пред се на целата таа екипа што оди во овој дел на крај на емисијата, нели, што врти. Ај се бегај, трни се. Пред се на сите тие треба да се заблагодарам, треба да се заблагодарам на DJ One што ни беше музички бекап, треба да се заблагодарам на Горан Папа што направи супер саундтрак, на Ново време, најдобриот блог nova.mk, еве го камшикот. И сите вас што не гледавте. Денеска ќе видиме вака мало делче од поголемиот дел од гостите кои беа дел од оваа сезона, не можеме сите, немаме толку време. И ќе видите и многу супер снимки од рубриките Пуштање и Млечна енциклопедија што не сме ги ставиле до сега. Така да ќе биде онака интересно и емотивно бидејќи е последна. За почеток делот кој што одеше од ноември до јануари, таму беа гости Дарко Станич, Сашко Коцев, Боријан Јовановски, Пеце Суперхикс, Миленко Неделковски, Васко К15, Јово Брамс, Игор од Time.mk, Каролина Гочева ни беше гостника, Дејан Лилич, Игор Џамбазов, Трендо, Кирил Лазаров, Александар Чомовски, Драган Вучич, Саше Политико и Лино Червар. Не ми се не верува колку супер гости сме имале. Значи првата половина од оваа сезона, а после ќе гледаме ова што ви реков Пуштање и Млечна енциклопедија, ама малце поинаку од што навикнавте да ги гледате. Имаше тежок период со суспензијава, кога ти отиде кокаин, те забранија да играш 2 години. Да. 2 години. Што правеше 2 години? Мене тоа ме занима. Финансиски како издржуваше 2 години? Па добро, mogla bi da se napiše knjiga za te 2 godine, šta mi se sve dešavalo, teško to mogu reći u par riječi, ali kad dođe čovjek u takvu situaciju, to je borba za golu egzistenciju. Što praviše da rečemo koga? Tako da ne biraš puno šta ćeš da radiš, mene je tu nekako najlakše bilo da budem konobar, što sam i bio konobar, tako je. Значи фактички ти дојде да речем до не врвот, ама стана познат, признат голман, ти се случи ова и после тоа конобар, Дарко Станич, кафе ти носи. Jeste, nosio sam kafe i... Кога фаќаше повеќе девојки? Кога беше конобар или голман? To je teško. Нели? Знам дека се лепат на конобари. Го имам видено тоа. Ne, to je bila kafana, nije to bio kafić. Ja sam kafana, radio znači u tamo, kafanu, da. Pištolji, tuče, ja sam imao tuča tamo svake nedelje. Ама добро, со тебе никој не смел овака пошто тука. Pa ljudi se napiju, pa... Па си мислат те гледат како папас. Мене ме интересира која частел повеќе, кога бил конобар или кога бил голман? Častio sam, uvijek sam volio da častim mada sam tad shvatio tu profesiju konobara, pa kad sam sad ponovo golman, volim da častim konobara. Така. Многу често имам сега. Сабајле кога ќе станеш од Сабајле, првата мисла ти, леле денеска кога ќе се вратам од снимање, колку ќе спијам. Нема везе, имаш адреналин многу после снимање, заради оној стрес што ти го пружа, нуди работата, се враќаш и викаш, не, вечер ќе одиме во кафанче, да се видиме за колегиве, да сумираме сума сумарум што снимиме. Што ќе правиме утре? Да, како утре, а сцена во оно. Не, за паза главаш за еден, Утре ќе спием. до 5 и првата мисла, не, више никад после снимање нема у кафана да отиде. Има, да, има моменти. Најбитниот момент, идеш на режисерот и викаш, он вика имаме, ти му викаш, братче, дај уште една за мене. Немаме. Не, ај уште една за мене. Цела екипа више, ајде уште една. А позади сите прават. Да, цао, што му е на овој човек. Идеш, снимаш уште еден кадар, тој е најлош. Тој е најлош кадар, тој никад не иде од филмот. Али режисерот, за да не ја навреди твојата суета или твојата самодоверба, он вика, да, може уште еден за тебе. Си работил со режисер што играл? Шта? Уште еднаш? Не, во Чешка што снима филм, режисерот беше возрасен, многу искусен и Иван Војнар. Тебе овде малолетни ли се режисерите? Не, локдаун. Возрасен беше вечер. Малолетни, овде са малолетни. Како бе режисерот? Возрасен, јес! Сакам да кажам, возрасен и многу искусен. И
Тој Словак беше и Словакот прави една проба, добра проба, убава така топла. И снима од прва. Готово има, од прва има. Како ме викам, има брат, ме викам. Абе вика, јас сакам документарно тоа да звучи, да изгледа. Значи природно, значи кога е природно ти не знаеш што ти се случило претходно, после, како сега ја и ти не знаеш. Така. А вика после глумецот почнува математика да ми прави. Па демек почнува да калкулира тука ќе бидам подобар, а тука ќе бидам вака ќе го кажам, онака ќе за тоа. Ама тоа си се филозофија режисерски, кој како си гледа. Да, се индивидуално и од глумецот и од режисер. Ти беше портпарол на председател. Да, и тоа ми е лака, стварно сум горд на тој момент. Многу кул период ти е, така? Да. Спин Сити си го гледал? Сум го Како гледал. серија? Сум го гледал. Ти се свиѓала? Да. Така знаем. Кој не знае, па кој те врти тебе што не Спин знаеш. Сити е од- Нели? од пред Обичам време. така, кој не знае се ајде да му објасни. Како не, да. Гледај YouTube. Спин Сити, Да види кој. Има сличност меѓу серијата и тоа што се случува сите сплетки, перења, прања, градоначалникот да испадне ваков тако. Во реалност како стојат работите? Има ли такви фрки да ги кажем? Види, да ти кажам искрено, у тоа време фрките и поголеми биле. Затоа што Борис Трајковски беше председател у позиција, знаеш од она од Срекна нова 49-то на чувена реплика Запад, Исток не отпишува, Запад не запишува. Ние имавме работа со кујните на ВМРО и на СДС, од двете страни. Едните држат едни медиуми, другите држат други медиуми, а ни едни ни другите не го сакаат. Шо топовско месо туку во средина. Отприлики, да. Бевме изложени, имаше страшни, тенденциозни, малициозни написи. Што се така збореше за тебе тогаш? Што се збореше? Освен стандард придавник платеник тоа. Не, тогаш не, Тогаш не постојаа такви работи? Па, не до толку да ти кажам. Не до толку. Стварно не било. Стално имало проблеми, да се разбереме, стално имало проблеми. Имало и тоа слаеле, има разноразни ќе се препознаат ако гледаат емисијата дека сум грчки шпион. Не, тоа тие кујни тие не престанале, они само менјаат човек, фаќаш? Иначе кујната си исто, тоа тенџерињата загорени, неизмиени чини, околуто мрсно, се ката. Нема тефлон тука. Да, и кама. И пази, морам да кажам еден момент кој мислам дека треба да се знае, малку се знае. Тоа е времето кога единственото време, овие 20 години такозвана демократија, кај што имаше институција која организираше пресконференции на редовна база, на кој секој новинар можеше да дојде и можеше да постои прашање. При тоа не као сега сега ти постави ова прашање, ти постави го ова прашање, ја ќе ти одговорам на ова, ти ќе го објавиш ова. Не толку комплицирано и скапо како да извадиш нова возачка дозвола. А кога сме кај новите возачки дозволи, да ти кажам еден виц. Оди човек и го стопира полицајец и вика добар ден. Нова возачка имате? Немам. А старата кај ти е? Старата дома манџа прави. Така, кој разбра? Шо е со Фендер басот, кажи ми? Ептен ти е Шив онака здрав, икона на Супер Хикса, не само на Тој тој Фендер концерт, бас, легендата Сигурно знаеш не, каква е? мора да има приказ. Ова ќе го откривам ексклузивно кај тебе во емисија. Ви казвате дека тоа е бас на Драган Вучич. Абе, ајде, бега. Што се смееш? Па не знам, ама ми јако ше Ова демек не го знаеш. Не, ова беше као да. Пара. Сме го разговарале за ова 10 пати. Значи легендата дека на Драган Вучич бас и дека јас го најдов кај мој пријател кој што долго време не го свиреше. Не се смеј па ти више, добро. 2000 година помина шегата па. И 2000-та шо се случи? Сериозно. 2000-та, значи еден другар, мој пријател, познаник, не беше другар душа. Него ни сакав многу да ти кажам, ништо не ми значеше на кратко ништо. Добро. Го чуваше тој бас кај него под кревет и после неколку години падна муабет као, абе ти го продаш тоа уште? А па да, а тој беше влезен во некоја Харе Кришна ситуација. И не им треба бас во Харе Кришна и Не им треба реши да го бас. и реши да го продаде. Се таксавме и тоа е бас од оние S9 генерации серии кој што е значи 2 години помало од мене. И е вистински раритет на пазарот на А шо, басни движнини. Драган ќе свири нешто туку така собрано од улица. Џордж Клуни, тврдокорен, нежења, ете ти си некаков пандан тука македонски. Ја цепаш таа приказка? Не сум јас. Едноставно не се поклопило. Бракот никад не ми бил прв на топ листа на животни приоритети. Нит сум за, нит сум против. Кога ќе видам што се дешава со бракот во последно време, да ти кажам, Не ми треба. не сум баш задоволен. Не ми треба. Не сум баш задоволен. Меѓутоа, пази, ствар руку сам. Може утре ќе се... Ти женет си? Не.
Па што чекаш бе? Ајде, Па магаредно. ти ли наја да спориш бе? Ајде, живе. Ние обично, знаеш, Америка, Дейвид Летерман, не знам, ова не, така, не се ова. точно, Да, тачно, има тачно. повлијателно. Што тие се 1% имаат рейтинг, само ќе Повлијателно има, збориме. пофраери има, разбираш? И тие, меѓутоа тие, оваја, да кажеме, рекламерска независност. Не е јасно, ако си гледан дека си платен, има возможува да се определа. Да каже, ја поддржувам политиката или не ја поддржувам политиката на жаре. И да го мава или да го брани. Не разбираш? И тогаш имаш ти чиста ситуација, има гледачот со тебе. Сакаш да го знае гледачот што добива? Знае што добива и знае да те цени. Значи ти не викаш ја знаеш ја сум независен и Па те вака, те као така. независен бев до вчера на А1, па сега чекај сега сум у МТВ, па не сега како независен ќе не си ти независен братче, него ти не знаеш што си, знаеш Чекај, што ако не си таков, можеш да преживееш Каде? тоа, пошто кажуваш дека и што е така. Шо? Па дека реклами да се делат како што се делат. Да. Хубаво кажа. Да. Што направи сега човеков, ти пример, што направи? Алтернативно ти, ќе- сум одбрал пат, јас си го цепам. алтернативно ќе се снабдиш. И тоа е. Underground. Па не е underground, него е алтернатива, нешто што нема врска со телевизија и со медиум. Тоа ќе правиш. Секогаш можеш да си купиш, ја имам апарат за злато, Добро. ќе си ископаш злато, си ставиш и си правиш емисија. Наоѓаш? Па наоѓам. Озбилно. Добро. Последен пат минатата недела. Така. Ама се троши тоа. Така. Како доаѓа, така оди. Така. Одлично. Те знаат луѓе по гласот. Добро. Не, по радио, по телевизија, секој ден те слушаат. Да, буквално луѓе. тоа може да биде и проблем и доблести. Како ќе го ставиш во рамка? Кога како ќе почна го сето ова? скалатиш? Кога беше прва реклама што ја прочита? Па, најверојатно не знам, рани 90-ти, крај на 80-ти, рани 90-ти. Може да се каже дека е прва македонска реклама по А самостојување? можда не прва македонска реклама, да, од осамостојување, самостојување. да, веројатно, да. Сигурно? Предпоставам, не знам, не сум сигурен. Така да, Предпоставам така. дека Еве бе нека биде у првите не се 10. водат такви евиденции, нели, на... Мислам, За жал. ај, не знам, може би да, ако сакаш така стави го. Ама, фактот е Заради дека... тривијалност би било супер да се знае, онака која е првата. Некој. Да, веројатно да. Знам само дека тие луѓе што сакаат да го направат, тоа го направија и тоа звучеше, знаеш, првиот момент твое, нели, те интересира како тоа ќе изгледа, не те интересира никаков лукративен момент, ништо не ти е битно, ни бенефит, ни корист. да го некаква. направиме. Да, дај да го направиме, да видиме како ќе изгледа тоа, како изгледам ја И зашто беше тоа? за некаков, како се вика она Маја Сил варијанти, акни, А креми некој за... anyway, не ми текне. Добро, тоа. добро. Тоа е некаква прва реклама. Како беше текстот? Имате акни? Нели нешто Не тако? знам, нешто тако. И ден денес го Сакате имаш да ги тоа немате? реклами, да. Па имаш 3 прашалника, па 3 да. зричници, па 3 точки и така натаму. Најспектакуларен пример што можам да го издвојам е да еден државен функционер сега имаше некој друг човек кој што го има истото негово име и презиме. Еве бе Горан Папас ќе го викам. Е, Не е музичарот, туку е молерот Горан Значи Папас. полицијата уапсила некој човек кој што со исто име и презиме Така. и неколку медиуми ја проследија таа вест. Еден од поголемите медиуми мислеле дека е овој државниот функционер и постирале на својот вебсайт ја таа приказност и со слика од државниот А они функционер. имаат такви авторити, А они имаат points. голем авторитет. Една државна телевизија, национална што. И они ја постираа таа вест, нашиот агрегатор го собра тоа и го стави како топ тема. Машала. И имаше за 10 минути неколку адвокати на функционерот се јавија со зајави го за виделе тоа? Пример во тие 10 минути? Слободна проценка некаква. 5 до 6 илјади за 10 минути може да го видите. Добро, и ти звонат адвокатите, што ти викат? Па имаше некој вид на закани. Првин они побараа ми објаснија што е проблемот. Да не Тие доби одма понуда што реагира. не може да ја одбиеш. Ние одма реагиравме, ја тргнавме таа вест и ја снема за 10 минути, за 10 минути се обновува. Но после ми имаше некои барања за оштета или некои такви, ние им објаснивме како функционираме, дека не сме ние криви. Искрено кажем, може ли за нешто да ти се фатат? А? Добар ловец. Како бе, траш. Не, Па не знам, што сваѓаш под правно, фаќање? правно. Да, право си, да. Има разни видови на фаќање. Правно, легално, дали може да ти Не. замерат за било што работи тај мак? Не, моментално не.
Во иднина ќе видиме како ќе се регулира прецизно пазарот и кои ќе бидат правилата на игра. Знаеш, сакам нема такво нешто, него има работи кои што не сум ги пробала, а сакам, меѓутоа никако не се убедам, да. Сакам да пробам пифтија на пример или пача. Буквално нема да ми веруваш, озбилно. Сакав да ја прашам. Чудо е, нели? Сите викаат тоа. Сега сакав тоа да прашам. Сакам да го пробам. Не сум пробала, а сите ми викаат дека било нешто неповторливо. Да. Али никако да се убедам да пробам, да. Јадат константно, секоја зима јадат и јас исто така. Немам пробано, сакам да пробам. Немаш пробано? Не. Не. Пробам, не. Сакам да, ако не оваа зима наредната ќе пробам сигурно. Ево изненадувањето на вечерта и замисли сега некаде да доеш. Замисли, да. Знаевме. А не знам дали ќе пробам. Чварки? А добро, чварки. Чварки, само правам. Една-две, се не дека ми се многу. Така. Ова со тежини, такви работи, женски работи, многу си засегната? Не сум и засегната, баш работам на случајот на покачување, меѓутоа многу тешко ми оди. Така ли? Да, така да, баш денес неколку чварчиња. Секоја си била слаба, сите, мислам, тетки, баби во фризерници, секоја што коментираат као девојче, види го. Колку е слабо, да. Да, Знаеш, лошата страна е што да си слабо, Македонија повлекува и низ негативни умабети, нели? Кои што да како нели, ако доволно да си буцко и ништо не можеш да правиш се, ама никој нема ни да се посомнева, така да меѓутоа не знам, таков ни е нас генот, значи во мојата фамилија сите се танки. Сестра ми е, да речам, тазе мајка година и пол и е слаба, добро малце е покрупна од мене, значи, али е слабичка, значи таков едноставно е, не знам, како што некои луѓе буцкасти по природа, така некои луѓе се слаби, знаеш, сите сме различни. Го носи Ману Чао Логин у Скопје и Цезар е главен за опис, мислам, за сместување на гостија. И Цезар му се јавува на Логин и вика, слушај, ја овој ќе ти го бркам. Не знам кој хотел, да. Зашто да го бркаш? Многу вика дуваат, многу пушат тие непотребните Тревишта. И Логин вика, немој, молим те, Ману Чао е тоа, не можеш да го бркаш. А Цезар му вика, Здравко Чолич да е, ќе го брка. Значи, црвената линија е Ману Чао. Здравко. Многу добар штос, може би не смеам да го кажам на телевизија, ама ќе го кажам и превземам сите консеквенции. Дување е глагол, нема врска, дува ветар. Ништо не кажам јас. Еден од најголемите работници во мојата професија се вика Ѓорги Јолевски. Го знаете, актер. Како не? Значи, работник, како и што секој театар на светот би сакал да има. Значи, кој доаѓа 3 сата пред проба, вежба, прави гимнастика, чудо, страшно. Тони Михајловски има изјавено вака. Да работев колку Ѓорги Јолевски, до сега ќе бев Никола Ристановски. Туше. Да. Чекај, држи го вака, за да можам да им претервиваме стручки вечери и ручеци. Ева, овде сме. Нова на година се ближит. Нова на година се ближит, старана ќе замини по патон. Ке препукни срцено од радост, кога сказалки не ќе се споет со Сатон. Ке се помести земјана од оскана и се ке личи на сказна. Ке се споит небо и земја од пиротехника разна. Чекай, момент. Ефект. Може. Ке се радуваат и телено младо. Прасено да го заколет, ке не молет. Радосен ќе биде цел животински свет, за најлудана ќе ги колет. Во нова да се имат се. И сексуални односи да имат секој, да живит годинава нова, да живит 100 векој. Ајде. Колку збориш јазици се? Па не дека ги зборам кој знае колку добро, али можам да се пофалам. Зборам шпански, англиски, маđarскиот го разбирам, го зборев порано и сега малце го позаборавив, али можам да се сокријам тако позадина и да ги разберам што зборат. Хрватски. Во лив да се правиш, да се правам дека не разбирам, те разбирам. Свем да ја одговорам, не знам, не сум сигурен, веќе ми треба 2-3 дена за да се го вратам. Супер. Кире, семејството секогаш оди со тебе, онака баш ти кога палиш, палат и они? Да. Секогаш одат со мене, тие се мојата најголема подршка, со нив се чувствувам најубаво. Колку ги консултираш за тоа каде да одиш? Бидејќи сигурно не влагаш и викаш пакуј се жено, одиме за Шпанија.
а она прави Па не, палачинки. секако дека се консултирам, но последна е мојата. Јас мислам дека ние со сопругата се познаваме доволно време, веќе сме 5-16 години заедно, така да таа има доверба во мене, значи моите одлуки секогаш ги почитува и знае дека не можам да кажам дека не грешам никогаш, нормално и човечки да се сгреши, но секогаш од прилика имам добра проценка. А на малите како им е тоа селење и светот? Ти се случило, пример, не знам, Благојче да се буни, да вика, ама бе, треба да одиме За сега све оди, кој што треба, значи прво отидоа, бевме во Унгарија, дори бев не беа родени уште. Тогаш се роди Благојче, значи имаше не после сменивме средината, отидовме во Хрватска. Таму посетуваа градинки, да, градинки, научија нивни јазик, така да се дружеа со другарчиња од таа земја, го научија јазикот, склопија нови другарска до ден денеска, каде што се уште преку родителите си комуницираат, си пуштаат честитки и таму. Сега се малце поголеми, повозрасни, 5 и 7 години, син ми почна да посетува, значи, нашински кажано прво оделение во Шпанија. Значи тие го усовршија многу подобро јазик од него, јас и сопругата. И сега за сега оди супер. Си збори хрватски, си збори шпански, шпански и тоа многу подобро од татко му и од мајка му. Браво. Значи некогаш кога си зборат во соба и си играат на шпански, знаеме вака да ставиме едно лопа да подучиме. БМВ-то од кај што спотето, за која? Таа е легендарна. БМВ-то е значи од еден мој пријател земе на БМВ-то, тогаш и на Партизанска, јас бев тогаш уредник, музички уредник на телевизија Сител. И во склопот на моето уредништво викав и камермани, Тони и компанија и сите мои другари кои работеа исто во Сител, напред они беа со кола, а јас возев 20 на саат. Ама најстрашната и најсмешната работа што беше, јас одам у средната лента, затоа што туку гледаш црвено фиче. Да бе, желките поминуваат од страна, тротинет, некој дете го поминуваат. Да. Добро, тоа за 95-та година можеби беше интересно, што знам, мене ми беше интересно. Сега од оваа дистанца тоа беше топ кола гарант. Тоа немаше во Скопје, едно беше кабрио. Одиме дале. Нели ти е криво ова, значи ти се случи вашите 5 минути, тоа беше бум во Македонија, претпоставувам. За кого како? За мене беше бум, за некои си луѓе кои се, ајде да кажем, не се од класата на луѓе што го гледа тој проект. Просто не сака ни да слушнат за тоа, просто сум сигурен дека го гледале од А до Ш. И од тогаш почна мене да ме прати она негативна конотација, Вучич стои таков и оваков, меѓутоа очигледно ни еден до ден денеска не ме сватил што сакам ја да кажам. Дали до тогаш ти збореле, мислам, си се среќал со негативни реакции, конотации и слично? До тогаш не. Од тогаш панавам катастрофа. Се поеќе и поеќе. И сега мене ми е чудно што и младиве тоа го прифаќаат, имаат 15-16 години. Па Чак Нори за работа. Ама работава е што они ги слушаат родителите кои тогаш биле на нивни години. Разбираш, тука е проблемот. Ај за Мактал да ви кажеш. Буквално пишуваш ко луд. Мислам, нон-стоп нови работи има. А викаш дека си сам. Се што работам многу ми лесно, бидејќи сега се уште сум без семејство. Работам по 15 сати дневно, значи поставувам емисии, правам интервјуа, пишувам колумни. Си задоволен како те третираат и колку те третираат медиуми? Да, мислам дека медиумите ми треба некоја скандалозна буделетинка како мене. И се надам дека тоа е причина зашто ми ти викна во емисија, значи да сепак имаш нешто интересно, да се слушне малку нешто невообичаено. Тоа нас не треба, тоа е шоу бизнисот. Се случува некош да знаете за губене утакмица? Јас сам рече еден случај што ми се водио у Бечу. Тоа е било смишлено. Тоа не е било само тако. Јас сам знао да у четвртфиналу играм со Данском и да су они болji од нас. Јас сам то знао. Врше притисак на мене јавност огромна. Значи јас сам пред зидом, ја морам победити утамицу, jer иначе су ми дали критику што сам помладио репрезентацију со 8 дебитаната и сад ако згубим, критика ако хочеш. Да. Неовисно што сам веќе 6 медаља освоил. Код нас се заборавља, нема тоа е тренер. Тоа е ништо, да. И сад како да ја победим ту утамицу, како да мотивирам екипу, како да поставим ствар. И ја целу ноќ се вртио у кревету, ходao по соби. Не могу лагат, тоа е живот тренера. Jer kažu, baš sam negdje vašem, ne znam gdje sam, koje televiziji sam rekao, jednog poznatog trenera Barića, kaže njegova supruga, Oto Barić, da niti 100 pobjeda ne može oplakati jedan poraz. I ja šta ću napraviti? Ja kažem, naš sajnori. Ali mora biti šok, jak šok. A ja imao 12 sati drugi dan konferenciju za tisak, za utamicu sa Danskom, onda sam rekao da
iznimno cijenim Dansku, da Wilbeka isto kod trenera, da oni, vidim ih jako, jako dobri, da mi imamo mladu reprezentaciju, da mi ovo, da bla, bla, bla. I onda sam rekao jednom času, ja sada, prije nego što završim konferenciju, htio bih vas obavijestiti da sam donio jednu vrlo bitnu odluku. Prvi puta, eto, svim novinarima to mogu reći, da mi je ovo zadnje prvenstvo koje vodim reprezentaciju Hrvatske, da podnosim ostavku nakon prvenstva, zbog toga što je država polarizirana na lijeve i desne, na crvene i crne, na bogate i siromašne, na znalce i neznalce, na pametne i glupe, da ja u takvoj situaciji, u takvoj atmosferi ne mogu raditi taj posao koji radim. To više šok. Da, šok. I odlazim. I to sam rekao, šokirano je bilo. Čak drugi dan sam vidio po novinama da sam isti ko Sanader, ostavio sam ekipu na cjedilu i pa. I sada, dan utakmice, oni su ginuli. Ginuli su. Oni su zaista za svaki centimetar parketa se borili. Danci su bili odmah slomljeni. Onda sam ja isto bio mali Napoleon, agresivan, da ne popustim u tenziji, osvetnički, protiv svih, jer baš na suprotnoj strani su bili novinari, hrvatski, onda svako sam ih pogledavao, znaš, to je bio ono, strašan prkos u meni se rodio, strašan inat, onog čovjeka iz sela, onaj zadrti, onaj inat, znaš, to sam... Kuće, pas. Pas, životinja, ono, najvo. A oni kako su zabijali gole, tako šake gore. I bile su 2 šake gore. Jer pazite, Nika Božica pobjede, to je Viktori. To 2 šake su gore. Kad protivnika slistiš, kad 1 šaka gore, to je. Ali 2 šake gore, to je Viktori. To je Božica Nika, po njoj to. Znači, mi smo njih složili. Ajde, spreman? Napravi ovakav. Na žare ki mu zboriš. Vikni. Nogu! Žara zbori, je. Nogu! Eto taka, to treba. Odlično. Šampion. Bravo. Bravo. To je to. Pa kako, mleko pijeme be, ne gluposti? Pa kako be, ne pijeme mleko, ne pijeme gluposti, pijeme mleko. Kako be, ne pijeme mleko, pijeme gluposti, ja? Tuka si prav, pa se što napravim. Dobro. Da si znaje deteta, ne? Dobar si, ajde. I možeš da go izlažiš. Može? Može Davićo? Može. Ajde, doktore. Ajde, doktore. A крагета поразбушавени или не? Од мајта да не го... Сменити овде малку. Смени, ама не е така. Не, така не може и си. Не го овака што прави. Многу му ја расшири бе крањата ко сеќа. Му ја расшири, ама добра е се, шо е фали? Многу до кај му ја расшири. Многу му ја расшири крајната, бе. Да, шири крајната. Што е тоа расшири крајната? И јас. Да, шијаме на пациентка, цело време ми ја шири крајната. Не бе, преку 200.000... Преку 200.000 чаши во живот. Ја не можам да го кажам. Преку... Значи, мене ќе ми треба 3 крави. Микрофон. Чекај. Еј, тоа погледна бе. Ајде, значи тоа. Ова, лачки, што си прави? Ушта е варжам да е. Речи вака. Слушај, дојди и речи вака. Речи, како алачки што прави? Како алачки што прави? Викни! Ето така, добар е одличен, ајде. Знаеш дека му дојде аквариум, да ги прасне. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. А гледа шо прави? Ај си жаре, пријател. Ти викнав кафе одма. Готово. Најбавата кафе во градот. Фала ти, морам да се одманаца пешки идам. Ако така треба. Да. Значи греота е соколва да се дојде до тука. Пешки сум, да, од Скопје. Тоа е уште погреота. Јас можам моето искуство да го кажам. Значи веќе 9 месеци сум во зградата на Дора. Така да овде ја вика, да, презадоволен сум. Ајде одмориме малку и ме носиш после да видам. Обавезно. Ајде. Јас сум овде 9 месеци и за овие 9 месеци барам само една работа. Грешка.
Нема? Не можам да ја најдам. Ајде, добар ден. Ајде, добар ден, Васко. како сте професор? Си Васко така? Аре, добре дојде, Васко добро, со најдобро. Езеро се гледа, Галичица се гледа. Имаш перфектен поглед значи на кај езеро, на кај Галичица на источна страна, со поглед на Сомилови тврдини, Канео. Бомбона. Ајде да цирнеме. Се што сакаш имаме на располагање. Имаме 49 квадрати, 55 квадрати, 63, 72, 85, 89 и 127. Чујчина. Како си? Па дојдов, да, па цело лето е до септември ќе тераме. Здраво, Драгана, како се? Тука си? Тука сум. Цело време ќе бидеш? Цело време, цело. А дај да видиме станот како си го средила ти. Ајде, беже. Охрид вика, не стабилно тоа. Кај си Јас стоиш? најгоре, немаш гајле, да знаеш. Шом сме најгоре, најсигурно е. Моментално си на најстабилното тло, не само во Охрид, во цела Македонија. Види поглед, многу убаво. Него знаеш што, многу ме интересира мене, дај кажи ми Васе ти со паркинзи како е со такви работи, имам ли кај да оставам коли, обезбедување, гледам видеофони, има такви некои работи. За глисерот имаш доле. Објектот ти е од затворен тип, јужната страна и источната ти се слободни паркинзи. Во дворот од објектот обезбедени под видеонадзор. Кажи како е со струја, со такви работи, зиме, лете, ладно ли е, топло ли е, ти цела зима беше тука. Значи, јас можам за мене да кажам, се она што го поминав ова зима, поминав од септември месец нааму, поминав прво многу ефтина, а второ многу топло. Заедничкото светлување жаре, ние на сончева енергија, на фотоволтаичен систем, сметки за струја, значи од заедничко светлување нема да имаш. И од тој аспект ќе заштедиш и пари. Да 37 степени викаат дека без клима, рехалген е опипро и фасадата што имаме енергетска. Тоа не бе оние Боинг што прават. Истата, бе, жаре, Така? све знаеш и Боинг и формула истиот материјал. Формула ли? Па ете го, тоа е. Си доби комшија. Нека си знаат. Нека си знаат. Кај сум па бујрум те у Охрид што. Чао, Мирче. Тоа беше Мирче од Алфа. Не знам што бара во оваа неодредена локација. Ние воопшто не се наоѓаме пред Алфа. Во втората половина од 1-1, тоест од февруари до април, имавме исто така импресивни гости како и во првата половина. Ни дојда Маријан Ѓоргиевски, Горас Цветковски, Трифун Костовски, Берта Додевска, Елена Ристевска, Ранко Бубамара, Владко Стефановски, Јовица Михајловски, Карлиопи, Наунче Мојсовски, Филип Миркуловски, Буба од К15, Чеде Јаневски, Кили, Раде Шербеджија, Живко Мукаетов, Сашо Гигов, Гиш, Драган Мијалковски, Владо Бучковски, Кристијан од FX 3X, Дарко Панчев и Оливер Митковски. И еве го сега токму тој дел, значи вториот дел од сезоната, скратен во некои си 15 до 20 минути. Како сме успеале ова да го направиме? Не ми се верува. Нова веб страна. Да. Што ќе ја промовираме, фактички може да се каже прв ден дека ова како прв ден функционира. званично, да, во јавноста. Успори, јас имав една веб страна, одредено време постоеше и после тоа нешто прекина и по некое време доменот mariangеоргиевски.com го купил некој и сега мене ми го продава $200. Сериозен си? Да, не знам кој како. Мислам, има и такви луѓе што пратат, значи не верувам дека тоа некој мојот домен Маријан Георгиевски ќе го купи. Иде на YouTube дека стотици илјади си да, ќе го купам. Овој ќе прави веб страна. Да. И сега Маријан _Георгиевски.com. Ти рече за инат? На, што ќе ти дам $200. Има ина е ти повеќе од ина. Има луѓе сега одиш во некоја дискотека и се очекуваш дека 11, 12 ќе почнеш тука. Ти стендап да правиш во 1, во 2 страшно. И тој ти вели, супер, има луѓе, во 3 ќе почнеш. И сега ти викаш во 3 да почнаме, убиство страшно, што ќе правиш ти во 3 сата. И имам такви 2 настапи, 300-400 луѓе, све пијани. Па што им збориш бил? 3 баш така ќори, не гледа. Не, во животот, од тогаш во животот немам настапено во тоа. Велам до 12, што ќе се деси, ќе се деси. Сака тогаш лепша од ночи, ајде, нели? Она е лепша од ночи, да. Зборам и во еден момент гледаш вака луѓе, кога те гледат, имаме зборам и само вика една Маријан. Јас кога го шудам и вака ме фаќа и надолу ме трга. Значи не ме слуша да што зборам. Нема везе. Тоа е тоа, уствари. Да. Се бориш и продолжуваш во надолу. И многу важно е исток кој ќе го кажеш не звучи како сега да не наведам некој како ајде да наведи што ќе ти се наљутат. Васе. Сега Васе може да е боксер, може да е, значи, може да е Васко Евто. Значи не. Без разлика, значи може да е најголемиот човек на светот,
Добро. Ама пак е Ама Васе. браче Васе, на пример, не можеш Фиданчо да крстиш. И са, пази Фиданчо на пример. А Фиданчо искача 2 метра некој. Чичко Фиданчо има на пример 70 години што се вика или 60, не е битно, разбираш, он е веќе човек во година, ти го викаш Фиданче. Фиданче е нешто кревко, нешто младо, нешто тазе. И затоа јас, значи кога ќе каже човек исток, јас добивам впечаток на стамен, голем, убав човек, кој што мајка А не му мислиш дека ќе звучи грубо кога ќе го караш? Исток! Што? Море! Дојди вам! Гледај колку супер звучи. Добро. Или мршна неделја. Или, пример, go to your room, на пример, ако се. Ќе го караш на англиски? Или Гюлберден Тосозон Дусомден. Или Тосозон. Многу плукаат турци. Тусе буси, тус. Ти викам да човек. Како збора да ни микрофон бе? Туф, гит, Одовде збора за вака. Тусозон гелерен белин бусозон. Толерен десен гајасадам. И малку се басата. Да, секогаш го има тоа. Да. Он ти вика, он ти вика, земи 4 врејки брашно и ќе ги однесеш во плевната. Кој знаеш што да вика човече, дека кој знаеш што ги прави. Ти земи безелен. И бркот. Обавезно. Длакав брк. На каков подарок се радува човек што може да се купи се што сака? На најобичен подарок. Буквално? Убав збор. Жаре, убавиот збор може да те расположи да те направи да бидеш по-весел од колку... Еве сега, например, ќе ми просите, може би и публиката ќе замара. Имам ќерка. Добро. По низа околности она го слави Светијатанец. Мојата ќерка, која што ја знам од пелени, сега е веќе возрастна дама, никој пат ја не видена поубава. За татко, кој што гаи чувства према своите деца, и не можам да го сокријам тоа чувство дека јас сум пресреќен татко. А животот вели, радувај се на убавите нешта. Дај им предност на убавите нешта. Ја према тоа јас сум радосен. Светијатанец беше пред некој ден. Тој ден ќе ми биде вечно запаметен. Од поглед како изгледаше мојата малечка ќеркичка. Само поради тоа. Така. И го снимивме. Мики Рурк, in the flesh. Заедно со Дарен Ароновски и бандата негова. Мики, Толкаф е Толкаф. И му досади на Мики наш да седи во Вила Агава, која е многу модерна во хотелите, нели, да имаат павилјони и посебни вили, во таков како што е Екселзиор. Ние бевме сместени во Екселзиор, благодарение повторно на нашиот убав однос со Горан Штрок, со сопственикот. Имавме супер соби. Меѓутоа најстрашната работа беше што ни рекоа: внимавајте, сите новинари се во други хотели, вие сте привилегирани и сте во Екселзиор. Внимавајте, вие имате исти права како и луѓето кои се во хотелот, но тоа не значи дека треба да ги злоупотребите. И му доседи на Мики да седи едно време Жешко, и му доседи да седи сам веројатно во вилата и се облече патики на боси нозе, Толкаф. Дојде на плажата бетонска, си седна на карпава и сега дај денеска да се случи нешто, ти што се таму сам се бањам нешто во вила, тука плажа, супер. И јас само му титкам порака, сгрешив. Му титкам порака горе на снимателот, кој јас имам една соба, тој е точно над нас, и му титкаме на порака и му викам, да, извади ја камерата од тераса и сними ова што се случува долу. Пази, извичник, да не те видат. Значи, внимание! Значи, внимание, не може така да си го злоупотребиме нашето присуство во хотелот. Тамам почнавме да правиме муабет со Мики Рурк, сега треба да станам да ти го демонстрирам тоа. Доаѓа мојот снимател, гол, по бермуди, со мешето напред, гола камерата, без торба, и си ја шета, си ја мафта кога доаѓа со камерата, и си седнува до мене и исправила камерата у Мики Рурк. Мики Рурк метро до него. Другар ни станал Мики Рурк. Во момент дојдоа 4 обезбедувања, не подкачија сите. Ајде хитно ке директорката на хотелот. Ајде таму да го дадете цел материјал што е снимен. До ден денес тој снимател вика: "Е па шта, ја кад снимам, кад не снимам, не снимам." Што направи ја лошо? Беше за памет, Мики Рурк не ни рече. Ајде да видиме тогаш да се увериме дали те бива или не те бива. Имаме една пратка за тебе стигната. Да, тоа би било фактички тоа. Значи, еве рандом. Фала Глобко. Еве рандом ќе ги направиме едно тука. Не, еве скриена реклама, врска нема. Ќе ти мериме, чекај, за колку време би ги
Стиплила. не зафркава. Да, ќе ти измерам. Дали Абе, мислиш дека споразуми. дали мислиш дека 30 секунди се фер? 10 секунди од мајци. Зависно Каш. како сакате, како продавница или мага? Не, да се стипли онака добро да биде. Пази, музиката треба да те натера да видиш. Тука треба да стана. Ете така, значи мериме, пази, одиме, спремна си? Ајде. Сигурно? Да. Уште да најдам кај ми беше штоперицата. Еве, 3, 4. Елена ја дипли првата. Споразум, Сега нема ќе видиме. На 30 секунди, што? Ја мислам 30. Ама одеднаш ја направи. Продавница вака од прилика. Добро. Ајде, имаш време. 10 секунди едната. Брзо, 30 треба да направиш. Така има, не, рок има, Да, не ме иначе готово толку од интервјуто завршуваме. Што мислиш ти? Браво. Сега ја можам било како за брзо, помогам, 10, еве го. Еве го, сега ќе дојдам тука да гледаш. Ајде. Дојди. Еве. Значи 26, 27, 28, 29, еве и на 29:71. Честитки. Може би и побрзо, знаеш. Честитки. Стварно си домакинка, бе, Елена. Лопко. Може би побрзо, ама како ќе изгледа, не знам, тоа не гарантирам. Ајде ако сакаш, овие дома однеси ми. И вака не изгледаат нешто. Ти кажа ли луѓето дека ептен личиде со Тадиш? Дај ми пар анегдоти со Тадиш. Што ви се случува? У Лос Анџелес у самопослуга. И тоа не викаат дали сте браќа, are you twins? Дали сте близнаци? Колку разлика сте? Знам дека личиме и сите тоа ни го престанавте да се шегувате на таа сметка, вие више довде? Имам, сакаш да имаш пенкало? Имам. Камерата може ли да дојде поблиску? Сакам да ти нацртам нешто, да ти ги објаснам карактерите преку цртеж. Епа земи ако имаш една. време. Ајде една камера. Ве молам едно пенкалце. Сега ти нацртам портрет и на Мирослав и мој. Океј? Да. Многу е добро да си го сватиш својот карактер низ карикатура. Многу е добро. Еве ја ќе се нацртам себе си сега. Кој те научи ова, кажи? Сам се научи. Гледај сега. Сега ќе се нацртам, гледај, ќе се нацртам себе си. Ајде. Во 3 секунди. Добро. Океј? Црташ една полумесечина или четврт месечина, океј? Добро. И ставаш нос. Ова сум ја. Дали ова не сум ја? Гледај сега. Сега ќе ти нацртам уште, сега ќе ти го нацртам Мирослав. Ајде. Уште една полумесечина правиш. И само грбав нос ставаш. Не ли ова Мирослав? Малку поразлично. Ништо повеќе не треба се црта. Океј? Репликите се вака голем дел. Дошле ли спонтано некој од нив? Не. За тетовирање ништо не е изговорено од сценариото. Сценариото беше предадено во еден сув литературен, процедена варијанта. Што ја не знам кој затворен и во кој затвор би изборувал, освен ако не се овие турскиве серии сега ќе ги гледам. Сега ќе те отепам. Оди по ѓаволите. Каде бе? Те отепав Кунан. Не гледам, не знам дали е Кунан. Али сигурно е такво нешто, да. Затоа што ни добиваат прочистен литературен од лектор текст. Да. И сега ги гледаш овие демек турскиве големи криминалци се и со преправени гласови, и уште со преправени гласови ги препознам колегите пошто играат по 3 лика. А после, каде си ти? Тоа е добро. Сеќавам беше роденден на сестра ми. Корнелија е 5 години постара од мене. И уште живеев, кичевав некаде 5 години. Корнелија имаше 9 или 10 роденден неси. И имаше двајца браќа близнаци, Мики и Боро, Килибар. И следниот ден, откако се замина, она ги распакуваше поклониве, другарчињата ще ги дове. И кога го отвори погледот на Мики и на Бора, ја вади плоча, една мала плоча беше на Силвана Арменулич. Сеќаваш Силвана Арменулич, срам да ти е жарен. Немаш појма, ако не знаеш која е Силвана Арменулич, песната која што и беше голем хит на тоа време, она пеше песна на Тома Здравковиќ. Тома Здравковиќ, наш легенда, исто како нашиот Јонче Христовски во Србија, таков по име Тома Здравковиќ. Имаш еден голем хит, сакоа ќе ти го запеам, одма ќе знаеш која е. Ајде, може ќе го довршам. Штате ми живот. Без тебе, добро да. Така Абе, каква генерација сте бе? Знаете песна, не знаете песна. Ајде де. Шта ќе ми живот без тебе, драги, кад друго љубав не желим да имам. И ја носат за роден. И ја носат сестра ми, која што служаше
рок, хеви метал и така. И она кога почна да плаче, што ми злат овие двајца за мене. А јас жива срекна, ја зимам Да не ги плочата. симпатишала она нив? Некој од нив? Не, беше заљубена во друг, ама не е важно. Добро. Леле ќе му бија. Леле ако го гледа интервјумо. Пази, ја гледам плочава. Силвана Арменулич беше поим за убава жена. И она во еден менич, така еден брокат на плаво удираше, хаљеница, со еден израз, еден лапок деколте, но со вкус. Така да, така. Но доволно провокативно Јас ја предпоставувам. гледам плочата и велам, ваква сакам да бидам. Зошто? Заради деколтето. Пуста желба, само желба остана. Што мислите, кој е вака подобар од вас? Се на се. Тука сме негде. Не е баш да одлучиме ли еднаш за секој што вака да биде јасно на луѓето. Треба да се знае. Треба. Ајде Треба да се една реши. камера нека дое било која. Ајде да видиме, чекај се. Неколку игри да направиме да одлучиме нешто. Ајде да речеме. Ајде X точка прва игра нека биде. Ајде. Јас сум сидел. Напнат. Ајде. Напнат. Миркуловски. Мојсовски во средината. О, Миркуловски пробува да го зезне. Мојсовски враќа. Кај ќе одигра? И... треба да кажеш, нема да... Леле, 1-0. 1-0 за Мојсовски. За Миркуловски. За Миркуловски. Пробува да те наместам. Ај на рака борете се да видиме нешто. Гледам тука. Регулар сакаш? Да, видиме што ќе биде. Кај е цел? Пука тестостерон тука. Бикој. Ајде 3-4 сега. Леле. Види го бе, јаке бе, јаке. 1-1. 1-1, значи. Мојсовски, Миркуловски. Мале бојзер. За реваншо. 1-1. Што да правиме? Ај кој ќе издржи поише воздух да држи, ајде. Ајде, зимајте. Ајде. 3-4. Чеја да видам тебе. А се не да чеја. Овој готов. Готов, изгуби. Готов Миркуловски. Како не е фер, видиш, ништо не направи. Значи, дај да видиме... Камера, дали ја снимаме? Дај да видиме успорена снимка. Дали има реплей? Како што гледате на успорената снимка. Не се гледа ништо? Гледаш? Ето. Све е фер. Дозволи Мојсовски, значи 1, Миркуловски 2. Склеко да направим. Ова е епска битка за сите мажи во Македонија да се одлучи еднаш за секојаш Мојсовски или Миркуловски е првенецот. Ајде да видиме како ќе правиме. Кој побрзо ќе ги направи или кој до кај ќе издржи? 10 пат побрзо. Ајде до 10. Значи 2-1 за Миркуловски. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Има 10. Има 10. Има 10. 2-2. Yes. Абе луѓе, што правиме бе? Чекај малце, ова ги збунува аудиториумот го збунува. Значи Мојсовски 2, Миркуловски 2. Све физички работи. Умствено нешто да направиме, а? Шо викате? Ајде, ако може, така. Ајде, ти благодарам. Ти благодарам. Еве ви еден шах. Табла? Оде таму изиграјте на партија. Таман ќе дое Булокаров, па да кажете што е ова. Само шах, така табла ништо. Само шах. Ајде. Филип Ваѓаме за Миркуловски, брзо. Наумче Мојсовски. Мора да се знае кој. Нема да застанеме додека не одлучиме кој е подобар. Гласајте за мене, ќе видам најдобар градоначалник. Да пробаме како да ја направиме да биде поинтересно. Двајцата најсериозни кандидати за престолнината на Македонија.
Коте Трајановски и Јанима Крадули се договорија да нема какафонија. Какафонија. Си посака изборна битка, си подадоа рака, Кодексот за мирни избори го подпиша без мака. Токму така. Од Кавадарци. Токму така. Оје. Ова е традиција да се прави пред секој цикус, таман за да не смират пред да почне целиот циркус. Како циркус? Ајде циркус во вашиот град, поведете само 3 дена циркус во вашиот град. Покажа добра волја, ова веќе станува пракса, но истата таа практика укажува на фарса. Фарса. О, фарса. Затоа сега се вклучуваме кај нашиот новинар на стража. Жаре, дали се слушаме? Повели со твојата репортажа. Фала, Бубо. Ајде, Жаре, повели. Бубо, си кажа, Бубо, сега јас ќе ви објаснам дека не е тоа се туку така и има уште од ова ѓаважа, види вака. Бубо... Ало, дали се слушаме, Жаре? Почујни гледачи, имаме пречки на линиите, се обидуваме повторно да вклучиме нашиот репортер. Жаре, дали се слушаме, Жаре? Почујни слушатели, во наредните вести претпоставувам дека нема да има проблем со линијата. Ете така, драги гледачи, сепак е емисија во живо, но вие не секирајте се, ич нека не ви е криво. Повеќе информации ке има и тоа во следните вести. До тогаш се розово и фино, нека не биде некој друг че не намести. Свака час. Те имаше се 1000 души, како те аплодира. Да, шо е, ова тројче. Почуни гледачи, слободно аплодирате крај малите екрани. Dok sam živio u Los Angelesu, sam često pravio partije. I onda su dolazili veliki ti poznati glumci. I kako reagira tako kako vidi skaričkata, muzikička? Svi su veliki glumci i uopće umjetnici, normalni ljudi. Se sjećam kad smo zadnje Danielov film kad je bio, Boksina, kad je film bio kao za nominaciju za Oscara, imao screening u Los Angelesu, 72 dana. Ja smo u jednom malenom kafeu, Aroma kafe, kod mog prijatelja Adema. Svirala je muzika, harmonika je tu bila, violina, gitare, pjevalo se. Angelina i Jolie i Brad Pitt su plesali s nama kola. Opa, orca zigra, ne? Misli da ќе фатат 7 осмини македонски? Мисли, ljudi su neverovatno opušteni, znaš. Znači, вистина е тоа, што поголем човек, толку по down to earth. Pa jeste, to je tačno tako. To je tačno tako. Тоа ти исто као развој на, не знам, лекови горе во Америка, се инвестира 2 милиарди долара да се развие некој лек, не знам, од 51 успева, така да тоа и е лутри, али дефинитивно, ако мене ме прашаш, мислам дека тука има голем потенцијал, затоа што интелектуалниот капацитет на нашиве деца е дефинитивно неограничен. А стварно, колку постоја среќа у бизнисов, у смисла, знаеш за кој да зборам? Првиот дел кога градиш бизнис, да ти тргне, да ти успее. Па, очигледно дека треба некои коцки да се спојат. Така, ја имам една идеја, дали би инвестирал да ми кажеш. Влагаш дома, добро, си укуцуваш што имаш купено од самопослуга. Дополнително ќе развивам технологија за ова. Значи сега слушаме. Си укуцуваш што имаш купено, како имаш купено и ти овозможува преку апликација од мобилен да си гледаш у супермаркет што имаш дома. Ако ти снемале банани да си видиш, ако ти снемале патлиџани да си видиш, млекото ти се испило да си видиш. Што мислиш? Добар ти е планот. Би инвестирал во вакво нешто? Why not? Да. Може да направиме договор веднаш. Еве го.
Ево, новиот информатички технолошки гени. Пред сведоци. Па те држам за збор, па ти мисли. Ајде, тука сме. Па за моја гитара па ме праша нешто, така? Да. Ама чекај се, ама си смеел ти да го Пепи го консултирали за Види, знам за шо збориш сега. Тоа не беше ништо успешно. Некоја реклама, шо? Ама ништо не беше успешно. Ништо не. Немам ништо против, ја немам ништо со као автор на таа песна. Ама ништо не овако, тоа беше за сушари, беше овако. Шо збори? Па за сушари беше као реклама, ја тогаш влегов у бизнис со сушари. Ти успеа ли баре? Не бе, ништо не, баш сега ќе дзирнеш. Не, ништо страшно не беше. Дај да дзирнеш. Па ќе кажеш баш дали... Шо збориш бе, машина за перење али што? Па сушара, знаеш, и суши не знам, пере. А и пере суши. Да, Може суши. Колку ми само часови ми заштеди. Не ми се ни верува мајка му стара. Перење и сушење се во едно. Сакам мојата сушара. Ти секоја данка моја ја знаеш. Најмрсни мрљи без проблем зимаш. Знам дека и 50 години ќе траеш. Многу сум среќен дека те имам. Моја Тези норма! Слушай, Пера, све во едно. Тега, ти си луд скрој. Браво. Слушай, од мене имаш изум до крај, без сушара, без све што сакаш. Али први пат ти се Ох, ова е фантастично. Сушари еден на еден. Ева, ама не успеа. Пера, слушат. Не успеа ги. Со душа. Слушай, знаеш дека има перспектива ова? Сакаш да кажеш сериозно влезем во инвестиција? Па мислам, тој што произведува вакви работи. Сушари? Би бил, мислам, стварно глуп да не го препознае ова маркетиншкиот момент ова. Мислам, не дека е песна моја гитара, али е страшно. Успеав да изградам лични релации посебно со тогашниот комесар за проширување Оли Рен, кој сега е првиот финансиер на Европската комисија. Ја имав честа да бидам во неговата викендица во Финска и тоа беше едно ловење да не ве однел. Не, однесе во сауна, тоаш морам да признам дека Финска. Во Финска, па во Финска бе. Финска сауна. Финска сауна, но некако ние кои сега се обидуваме да одиме во сауна и одиме веднаш под ладен туш, тамо немаше ладен туш, туку веднаш имаше едно мало езерце од сауната со трчање во езерото на минус 2-3 степени, веројатно надвор беше температурата, а температурата водата веројатно беше некој степен над нулата. Со Оли Рен таму, и уште си држите контакт? Држим уште контакти благодарејќи на пријателите кои тој ги имаше во Македонија. Негов голем пријател беше поранешниот директор на Скопска пивара, сега првиот човек на Тиквеш од Кавадарци, Свето Јаневски, кој беше и дел од делегацијата со која бевме кај нега во Микеле. Таму не можеме да го најдеме ни на карта, но бевме, тоа е како крај на светот, веројатно, уште малку да прошетавме, па буквално стигнавме до каде до мраз. Колку често играш фудбал? 2 пати во недела. Добро. Се дружиме, другари сме. Има и бивши играчи, Чунга Лунга поранеше го знаат сите. Така. Јанев кучето. И Дарен, Цијано најдобар си? Па давам го да ти кажам. Ке ми легне некоја, давам. Така? Да. Знаеш да подсетиш на стари време? Знам. Да си речеш и сам. И Дарен. Ке ми речат браво вака и таа. Може и ме фолираат, ама нема везе. Вајда не го прават. Ти си играл како дете шах, стварно? Не само играл дете. Да, ја почнав да играм од многу мал, имам некои фотографии, нека црно-бели од моето детство, веројатно немам повеќе од 3 години со шахот. Сега не знам дали знам да играм или само нешто си играм авиончиња и тенкчиња. А знам да играм одамна, татко ми е шахист и играв скоро професионално до пред запишувањето на академија. Глобковецот, тој е најпаметниот човек во нашата екипа и сега ќе те предизвика тебе на отворена партија шах. Ова е моја прва партија шах во живо, не на интернет. После ваѓајте камерите, што туку 10 години сигурно. И при мене толку ми е после 10. Одиме. Играј, тоа е, нема да се игра. Чудно отварање.
Ова го нема во ниедна книга, пази. Никој вака не отвара. Никој вака не Тоа е отвара. нашиот шампион. За тоа е нашиот шампион. Ајде мајсторе, ајде со тебе сме, немој да не разочараш. А само пази, ова овде е крајот, овде е границата, некој од не може, чекај да гледаме. Некој ги има местено погрешка. Да, ја знам ова црни Много интересна партија, многу интересна партија. Пази, ќе те напаѓа по лево крило. Брани се. Ти од лево ве контра напад. Сега мојата цел е да му влезам во 16-ти. Така. Ако ме собори пеналче, гол и иди на таква работа. Иди на таква работа. Овде негде одма јади. Види се, чекај. Ова намерно нешто прави. Иди бе, иди. Е така, он е способи го. Он е способи го. Јако иде, озмно да ти кажам. Добро. За сега изедначена борба. Отвори ги овие левиве негде. Полека, сега ќе ги. Шо ќе му Ова е повеќе стратегија. Кралица, нешто, не знам. Како ти се шими вака, како игра? Не е лош. Јас сум исто збунет. Пошто потези никој не мога. Да. Ова Карпов мислеше на времето да го направи, ама се откажа, пошто преретардирано беше да го прави ова. Стварно кој го прави ова? Оу, грешка. Ова ќе биде сега. Да, готово? Па, може брзо да заврши партија. Све пропаѓа. Вода оди све. Да. И мислам дека ова е мат. Ај, го матираше. Колку брзо ќе биде мат сепак. Леле. Колку бе отприлика? Минута? Време забраваме? Да, ти повлечи се. И таблет да играм, ја може. Повлечи се, ајде, ти оди таму жена парк. А да се вратам ја на шах. Јома го исплеска, браво. Ова со глума е можда потежок живот. Иде, снимаш? И то ни све? Све. Ајде. Јас не сум метеоролог, ама очекувај да е влажно вечера. Нема ми влагаш, види го колку е било. Ама ми тека нешто друго, да затворам таму прозор, пошто се спушна мотор. Затвори во ред. Ајде, одиме, ја. А очекувај викаш или очекувам? Очекувај. А очекувај, добре, ја мисле дека очекувам треба да кажеш. Се слуша ли бе? Гледај ти там, не ме гледај мене. Чекај, така држи го. Првото нешто што го гледаме Ѓоко како прави така. Од тие гради изгледаат претешко, да не треба да ги поддржам. Само да видам едно како личи, да знам. Ајде. Јас не сум метеоролог. Ама Ѓоко се корнерат. Ти не е смешно. Хајде. Има да си микрофон. Чути бе. Хајде, ајде. Иде, ајде. Да си отидеш. Хајде. Колку имаш такви? Имаш 100 динари бе. Кај ама бе, имам 100 динари. Али е било тука. Сакаш палачинки? Не се смее да ти го. Хајде. Палачинки, кој не ќе да ти? Чекај. Чекај. Ајде, озбил. Ајде. Знаеш шо, доволно се. Ајде да прави. Не, па доволно се Ке ги стварно. избришиш некој. И по 22-23 пат оваа сезона ви благодарам што ме гледавте. Се гледаме во следната 1 на 1 сезона 5, а до тогаш можеби ќе останам овде до овој тањер и овој бездомник. Кога ќе си одиш ти? Цело снимање седиш.